Мили мои деца, драги наставнички, наставници, родители кои што сте денеска со нас, секако деца, дека се сеќавате, лани се договоривме дека ќе му помогнеме на председателот на Фантазија. Тој тогаш испрати едно писмо, што јас им го прочитав на едни ваши другарчиња. Се сеќавате, тоа беше едно писмо што на едно место беше замачкано од солзата на председателот на Фантазија. Во тоа писмо тој ме замоли мене да им пренесам на сите деца во нашата земја да читаат книги и да им подаруваат книги на своите другарчиња, зашто само така ќе може да се победи големиот змеј Ништо. Се сеќавате дека тој змеј Ништо се закануваше дека ќе ги уништи сите јунаци од детските книги и на тој начин земјата Фантазија за секогаш ќе исчезне. Вие сите тогаш се согласивте дека ќе го направите тоа за да му помогнете на председателот на Фантазија, за да ја спаси земјата и нашите детски јунаци. И не само тоа, се договоривме дека ќе ги поканеме сите деца од нашите училишта да пишуваат и да создаваат нови јунаци. Нова војска од детски јунаци, за да го спречиме змејот Ништо да ја уништи Фантазија. За да биде победата со читањето книги уште поубедлива, ве замолив сите вас да пишувате песни, раскази или приказни за деца и да ги испратите на адреса во владата, за да ги собереме најдобрите детски творби и да ги објавиме во книга. Секоја нова книга е најсилното оружје против змејот Ништо. И еве е книгата пред вас, таа е денеска во вашите рачиња, збирка раскази и песни, моето патување во Фантазија. Значи, успеавме другарчиња, деца. Ова е една од оние книги од деца за деца, без реклами што ти ја прекинуваат забавата на најинтересното, немаат батерија што се троши, може да се стопира, да паузираш, да ги враќаш најубавите моменти во неа колку сакаш и повторно да си ги читаш. Книгата што вие ја напишавте, вие сте автори на оваа книга, ќе биде новогодишен подарок за децата од основните училишта во целата наша земја. Збирката раскази и песни, моето патување во Фантазија, е првата книга што преку нашите училишни и градски библиотеки исто така ќе ја испратиме и до земјата Фантазија, за да ја читаат сите што ќе ја посетаат таа убава земја. Но морам нешто најискрено да ви кажам. Вашите раскази и песни во оваа книга се неверојатно добри, одлични. Тие се сериозни творби на деца од 2 до 4 оделение. Сите песни и раскази се многу значаен придонес и собрани во оваа книга стануваат дел од нашето богатство на книги за деца. На секој од вас, лично јас, му честитам. Секоја ваша песна или расказ е дијамант во оваа круна на литературно богатство. Оваа книга, како заеднички успех на сите деца, што ги испратија своите творби да бидат објавени во неа, создаде нови јунаци и жители на Фантазија, за кои ќе читаат вашите врсници и на тој начин големиот црн змеј Ништо ќе биде победен за секогаш. Во тоа веќе никој не треба да има ниту најмал сомнеш.